Мој гостин денеска е отец Антонио Апостоловски, со кого ќе ги осветлиме значењата на празникот Василица, но ќе зборуваме и за неговото место во православната вера и народната традиција. Нека ни се за многу години празниците. За многу години. Отец Антонио, што представува празникот Василица од црковен аспект и кому му е посветен и секако зошто Василица е позната како православна народна година и какво е нејзиното духовно значење? Па вака, за да го објасниме празникот, најнапред би кажал дека на денешниот ден всушност одбележуваме три позначени работи. Во смисла, го славиме Свети Василий Велики, си празнуваме еден Господов празник, што кај народот може би е помалку позната, тоа е образанието Христово и почетокот на новата година. Тоа е така затоа што според јулијанскиот календар или оној според кој црквата се раководи со празниците, всушност денес е 1 јануари. И на 1 јануари по тој јулијански календар се празнува Свети Василий Велики и обрезание Господово и затоа и ние кога ќе дојде оваа дата си ја честитаме Стара Нова година, како што нарекуваме, или пак уште и православна Нова година, затоа што денес официјално започнува според јулијанскиот календар новата година. Се спомнуваме за обрезанието Христово затоа што тоа е настан што се случил на 8-миот ден од неговото раѓање, затоа што кај евреите бил обичај на 8-миот ден секое машко дете да се обреза и Господ Исус Христос кога дошол на земјата и зел човечко тело, не сакал во ништо да ги погази заповедите нели и законите еврејски и сакал да ги испочитува и затоа и го направил тој чин, односно бил обрезан. Кога станува збор за Василица или празникот посветен на Свети Василий Велики, тука го празнуваме ние еден од најголемите богослови во историјата на христијанската црква, една личност која што живеела во 4-тиот век од нашата ера и оставила голем трак или белег во христијанската црква, затоа што навистина Свети Василий Велики е еден од најзначајните светители, меѓутоа и потекнува од едно од најголемите христијански семејства, бидејќи од неговото семејство се излезени 8 светители, што е навистина редок пример. И баш пред некој ден прочитав интересен податок поврзан со Романската православна црква. Имено Романската православна црква ја прогласува 2026 година како година на христијанското семејство и христијанските вредности. И при тоа ја става иконата на Свети Василий Велики и неговото семејство како пример за секое христијанско семејство, како треба и ние да живееме, да се угледаме и да земеме пример од тоа негово семејство, како тие благочестиво живееле нели како христијани. Кога станува збор за неговата личност и дело, тој бил епископ во Кесарија Кападокиска, денешна Турција, и тој таму се подвизувал долги години, поучувајќи ги луѓето, правејќи добри дела, не само што нели како свештено лице проповедал, туку и многу хуманитарни работи правил, основал болници, основал домови за стари и така натаму, но и многу творби има напишано во кои што се борел против еретиците и ги утврдувал вистините на христијанската вера. Го завршил својот живот некаде околу 380-та година и токму на денешен ден се упокоил и бил погребан и затоа и овој ден е земен како ден на негово празнување и на денешниот ден всушност ние се спомнуваме за Свети Василий Велики. Ќе продолжиме со црковните обичаи и значењето на денешниот празник Василица. Како всушност црквата го одбележува празникот посветен на Свети Василий Велики и кои пораки ни ги пренесува ликот и делото на Свети Василий, затоа што кај народот е познат како заштитник на народот пред се? Токму така, да. Што се однесува до црковните обичаи или пак како црквата си го празнува, ние како и за секој друг празник, најпрво наутро имаме света божествена литургија. Значи не може да помине црковен празник без да се отслужи литургија, затоа што литургијата е круна на сите наши богослуженија, служба на која што ние се причестуваме со светите тело и крв Христови, односно се причестуваме на таа богослужба и затоа си го започнуваме денот со литургијата. А уште повеќе заради тоа што Свети Василий Велики за време на својот живот овде на земјата има напишано литургија, која што нарекуваме Василиева и таа се служи 10 пати во годината. И токму на денешниот ден на неговиот празник ја служиме Василиевата литургија. Интересен момент исто така е што во оваа литургија се вметнуваат и неколку прозби кои што се однесуваат на новата црковна година. Бидејќи нели според црковниот календар 1 јануари започнуваме нова календарска година и се вметнуваат неколку прозби во кои што молиме од Бога нели здравје, берекет и така натаму, односно оние работи мир во светот и слично, за кои што постојано се молиме во црквата, да има мир помеѓу луѓето и така натаму.
и Свети Василий Велики на тој начин ете почнувајќи од утрото да речеме со литургијата, па потоа и во текот на денот луѓето си носат лепчиња за здравје, за куќна слава, за именден, нели, кој што слави. Токму и тоа сакав да ве прашам, бидејќи споменавте дека постојат посебни молитви и богослужби поврзани со овој ден, но посебно сакав да ве прашам како верниците треба духовно да ја дочекаат Василица. Па еве, според тоа што го кажав, најпрво што ќе си присуствуваме на литургијата, многу важен момент, потоа во текот на денот ете да имаме да бидеме во некоја молитвена атмосфера, во смисла секој нешто ќе присуствува во црквата на литургија, таа атмосфера да ја пренесе и помеѓу блиските, одејќи на работното место, дома или било што и да правиме, какви и да имаме активности во текот на денот, помеѓу ближните да ја пренесеме таа убава духовна молитвена атмосфера. Меѓутоа и еве овие работи што ги спомнав, како благословувањето на славскиот колач или лепче за именден или било што да е во прашање. Некои луѓе си доаѓаат во храмот да им се прочита молитва, некои имаат некои други потреби и слично. Едноставно, кога веќе славиме некој светител што навистина бил позитивна личност и голема личност во христијанската историја, тогаш ние најдобро би го поддржале во неговата мисија со тоа што и ние би правеле добри дела и би правеле потези кои што би биле за пофалба во смисла од христијанска гледна точка. Так. Ако живееме христијански морален живот доблесен, тогаш ние би докажале дека го следиме примерот на Свети Василий Велики. Тој правил многу добри, не правил многу добри дела, и ако и ние го практикуваме тоа во животот, барем на денешниот или негов празник кога го празнуваме, зошто да не направиме и не некое добро дело, да кажеме некому добар збор и на тој начин ќе покажеме дека го почитуваме неговиот лик и дела. Традицијата се продолжува кога народот ја негува, нели ги практикува оние обичаи кои што се дел од традицијата, па би сакала малку да проговориме и за народните обичаи и адети за Василица. И всушност овој празник кај народот е поврзан со навистина голем број на обичаи, меѓу кои најпознати и најраспространети се василичарските огнови и василичарските поворки, но би сакала најпрвин да го споменеме она што беше и денеска многу актуелно, почитувајќи од вчера вечер, кршењето на питата со паричка. Ајде малку за значењето и символиката на овој обичај кај народот. Секоја година кога ќе дојдат Бадник и Василица, си спомнуваме за овој обичај и тука се отвораат дебати што е поисправно, дали на овој ден или на оној ден, кога треба да се крши лепчето со паричка и слично. Кога зборуваме за Свети Василий Велики, има еден момент од неговиот живот што го излекуваме од сведоштвата од житијата што се пишувани за него, каде што во една ситуација биле под опасност во градот каде што тој бил епископ, во Кесарија Кападокиска. Тамошниот епарх се заканил дека ќе го пороби градот и дека ќе им направи зло. Тој бил подисплашен и наредил на верниците, на луѓето што живееле таму, да соберат се што имаат злато и вредности, да ги донесат во храмот, да ги соберат на едно место и да му го подарат тоа на епархот кога ќе дојде за да го поштеди градот. Кога дошол таму на тоа место, епархот бил засрамен од нивниот потек, зашто не очекувал дека ќе му соберат некакви скапоценности и си заминал и ги оставил во слобода, нели, да не им направил ништо лошо. И Свети Василий тогаш се нашол во небрано, не знал што да прави и кои луѓе што донели, како да им ги врати соодветно работите назад. Меѓутоа по Божја промисла смислил да се замесат лепчиња и на празникот, нели, на денешниот ден да им ги подели на луѓето лепчињата, и во секој од тие лепчиња имало по некој од тие златници. И секој човек назад си го добил она што го донел во храмот како дар. И токму поради тој настан што се случил и во таа чест и во чест на Свети Василий е останато до ден денес како еден вид на традиција или обичај да се практикува, да се става во лепче или во баничка што и да е, нели, пита, да се става паричка и да се крши тоа во семејството, за да се добие благословот од Свети Василий. Зошто тоа се прави кај нас на Бадник, не знам од каде е дојдено, меѓутоа јас честопати велам, не е ништо погрешно, не е ништо страшно, нека си го практикуваат луѓето кога им одговара и како им е угодно, затоа што сепак семејството тука се собира на трпеза, се сплотува, тоа е убав семеен момент, не е ништо погрешно, меѓутоа имаме сведоштво зошто е токму на Свети Василий Велики. И тоа е еден убав чин, и не треба да веруваме дека сега, нели, честопати се потенцира среќата. Јас секогаш велам, среќата е она што ние самите си го правиме во животот. Еве, среќа е ако
денес кажам во чест на Свети Василije, ете поддржавајќи го неговиот пример, направам добро дело, кажам убав збор некому, јас ќе го усреќам тој човек. Значи, правејќи добри на еден на друг и ширејќи љубов, ние покажуваме дека сме вистински христијани, вистински следбеници и на Свети Василij, и на Господ Исус Христос, и на тој начин си ја правиме среќата во животот, а не верувајќи дека тој предмет што ќе ми се паднеме не ќе ми донесе среќа во цела година. И сега ќе се надоврземе и на василичарските огнови кои и го собираат народот на заедничко празнување, а василичарските поворки мораме да истакнеме дека имаат весел и разигран карактер, но во себе содржат и многу сатира и критика за актуелните состојби во општеството. Но како црквата гледа на овие народни традиции и кои обичаи се прифатливи во согласно со христијанската вера, а кои повеќе припаѓаат на фолк, да речеме? Па вака, тоа е доста дискутабилно, затоа што црквата низ сите години низ историјата многу работи допуштала со цел да му угоди на народот, нели, за да не дојде до некакви конфликти, затоа што честопати луѓето, не познавајќи доволно верата, мислат дека го прават исправното или вистинското. Меѓутоа, ние секогаш потенцираме што е како христијани, нели, вистински, што треба да практикуваме, а што е погрешно. Доколку некој обичај не се коси со црковните правила и со црковното учење, може да се практикува, но доколку навлегува веќе и го нарушува црковното учење и заповедите Христови, така натаму, тогаш треба да се отфрли како недобар или како неважечки. Сега, кога станува збор за овие денешни работи што ги практикува нашиот народ, но и секаде, нели, низ православието, има несоодветни работи, има работи кои што навистина се косат со христијанското учење, меѓутоа доколку на луѓето им е, нели, интересно и убаво, ако не се штети со ништо, нели, да речам, на верата, тогаш нека си го практикуваат, не е никаков проблем. Дури и може да се каже дека многу од старите обичаи кои што ги имале луѓето уште кога имало многу божечки религии, нели, пагански обичаи и така натаму, после некако христијанството им дало христијански карактер, па дури во тропарот на Свети Василij Велики се вели во една реченица, човечките обичаи си ги украсил. Значи, едноставно, црквата на некој начин секогаш барала некој момент или некој начин соодветен како да тој пагански обичај кај луѓето го сврти кон од христијански аспект. Значи, едноставно да му даде христијански карактер, така што едноставно се испреплетуваат многу, ако гледаме историски обичаите со црковните учења и слично, меѓутоа, како што реков и претходно, ако е нешто што не се коси со црковното учење, нема никаков проблем, меѓутоа, доколку сега навлегува, да речеме, во некои други крајности, тогаш не би било добро да се практикува. Так. Василица се смета како граничен ден меѓу старото и новото, односно како нов почеток. Па ајде да кажеме која е символиката на овој нов почеток, но и колку е важно верниците да прават разлика меѓу верата и суеверието. Така се смета затоа што, како што кажав и претходно на почетокот, всушност според јулијанскиот календар, денес ние на некој начин почеток на новата година, според црковните, нели, празници и така натаму. И од денес натаму започнуваме со новата година, и токму поради тоа, бидејќи Василица е денот, празникот, го сметаме за нов почеток. Како што кажав и претходно и на литургијата, дури имаме одредени прозби кои што ги читаме со цел да добиеме благослов од Бога за новата година што ни предстои. И во однос на оние наши, да речеме, верувања и слично, убаво е човек да влезе позитивно во новата година и да се надеваме дека ќе добиеме благословот од Свети Василij и од нашиот Бог, да имаме пред нас убава година која што ќе биде исполнета со љубов, со здравје, со добри дела и така натаму, и на тој начин да можеме и ние да ги, како да кажам, да правиме добрини помеѓу луѓето и помеѓу себе. Би сакала кон крајот на разговора да упатиме една порака до нашите гледачи, како денес во современи услови да ги зачуваме традициите без да се изгуби нивната духовна суштина, и секако да упатите една порака до верниците и до младите за празникот Василица и секако негувањето генерално на сите наши традиции. Убаво е да се негуваат традициите и обичаите. Црквата никогаш не е против нешто да се укине или да се оспори или да се тргне од животот на луѓето. Меѓутоа, секогаш апелираме кон тоа
да се даде акцент на вистинското, на верата, нели? Како што и претходно спомнавте вие, како да се прави граница помеѓу верата и суеверието и слично. Често пати ние некои работи од недоволно познавање ги практикуваме, а тоа можеби спаѓа во некое суеверие, во некои погрешни верувања, толкувања на работите. Најважна е верата во Бог, верата во нашиот Спасител Господ Исус Христос. Се друго е паралелно со тоа. Ако вистински си ја практикуваме и живееме верата, тогаш знаеме дека акцентот треба таму да го ставиме. Еве, кога зборуваме токму за, конкретно за апелите или убавите мисли, или нешто што би било како поука на луѓето или на помладите, она што го спомнав претходно со Свети Васили Велики и неговото семејство. Да го земеме за пример тоа и сите други христијански семејства, и сите други светители кои што низ историјата на црквата живееле и дале пример, па и самиот Спасител Господ Исус Христос, и ние на младите тоа да им го пренесеме. Постојано зборувајќи им за верата во Господ Исус Христос, зборувајќи им за тоа кои сме ние навистина како христијани, правејќи добрини помеѓу себе. Во денешно време, на некој начин, ако може така да се каже, се повеќе се губи човечноста и се губи моралот. Затоа црквата секогаш апелира да се уподобуваме ние на овие Божји угодници низ историјата што живееле. Не случајно сега зборуваме ние тука за Свети Василий и неговото семејство, затоа што навистина тие луѓе покажале вистински духовни вредности, вистински морал и морално живење и така натаму. Кога ние ќе имаме што да им пренесеме на нашите помлади и ќе му кажеме во што да веруваат и како да се однесат, ние да им дадеме добар пример, тогаш мислам дека ќе постигнеме целта. И така овие сите празници кои што ги имаме, а многу се убави овој период празници во јануари месец, да си ги земеме како пример, та и ние да бидеме вистински христијани и вистински следбеници на Господ Исус Христос и на светителите, и Свети Василий и сите други светители да ни бидат пример, и ние да ги поучуваме младите, да ги носиме во црква и да им укажуваме како да живеат христијански благочестив живот. Да, едноставна е пораката. Правете добри дела и мислете добро, затоа што со добро ќе ви се врати. Токму така. Ви благодарам многу за гостувањето. Благодарам вам за поканата.